Не секоја љубов завршува со ничие заминување или кажување с Богом, и не секоја љубов има точка зад себе или е со разделба на двајцата. Ете, некои љубови завршуваат без еден да се спакува и по свој пат да си тргне, туку и наитливо остануваат заедно во тишина која е густа како магла и која ниту со нож не се сече. Та оне што било меѓу нив е како стаклена трпезариска маса насредена пукнато со линија, која грти тивок подсетник дека одамна ништо не е како што треба. Ама никако да стане толку длабока за да се распрска на сите страни, во онолку парчиња колку што скршени им се срцата. Некои љубови се како стакло напукнато, озгора покриено со чаршаф од густ вес, за да не се гледа, за да не го гледаш и за да не се джарам во него. Туку избегнуваме да седиме на масата за ниту еден од нас да не изуми и случајно да не се навали врз неа, та да ни отиде илузијата јабана. Некои љубови се пораз кој не се признава, додека не остане само празнина на бојно поле полно жртви. Па се правиме слепи и глуви додека однатре се ни вреска, дека не е ова тоа за кое си дадовме збор дека ќе го чуваме и дека ќе биде додека смртта не раздели. И еве ме до тебе, болно свесна дека те љубам, болно свесна дека те губам. Болно свесен дека ме љубиш, болно свесен дека ме губиш. Болно свесни дека се љубиме, болно свесни дека се губиме еден со друг. Од тиете има некои такви љубови кои никако да завршат, ако изгаснале одамна уште додека двајца заедно се. И глумат дека ќе мине како нељубовта болест да е за која илјач има, ако ја оставиме доволно време да зацели или ако се напиеме топол чај. И има некои такви љубови за кои душата не ти дава да ги оставиш, дури и тогаш кога со нив умираш.